Ќе повторам 1000 пати ако треба ќе кажам затоа што тоа мора да се знае. Ние не сме тука за морчиња, тоа веќе употребуван доста термин. Значи не може да се вршат секакви експерименти во образованието на било кое ниво, дали во основно, во средно. Затоа што прво на почетокот и беше грешка сето тоа. Значи, не се поставија добро барањата воопшто нашите насушни потреби, она што го навистина што го мачи образованието. Беше збор за екстерното, ништо од тоа не се оствари, требаше да се отстрани. Казнетите и наградените наставници не треба да има казнети и наградени наставници, бидејќи тоа не е начин да се оценува некој наставник. Екстерното е промашен проект кој е на штета на прво на ученикот, а потоа и на наставниците и потоа на целото општество. Треба да има можеби некаков екстерен тест, но овој не е добар. Затоа сме тука да покажеме дека ние знаеме како треба. Каков тест треба да се даде, ако воопшто треба. И како тој тест ќе биде показател на лошите, на недоволно добрите работи во образованието, за да може тоа да се менува на подобро. Стојан Капитушки. Одозивот презадоволни сме за тоа што постоја огромен број на притисоци за неизлегување на протести, а протестираме против лошите реформи во образованието, законите за кариерен развој, законите за основно и средно образование и сето она кое во последниве 2 месеци беше донесено од страна на Министерството за образование и наука. Зошто сметате дека не се потребни ваквите реформи? Реформите се потребни, не сметаме дека не се потребни. Потребни се реформи во образованието, но не вакви. Ова се лоши реформи. Сакаме подобри реформи за поквалитетно образование. Во моментов имаме најнеквалитетно образование во цел свет. Пред неколку дена министерот даде изјава во која што вели дека не планира да повече математиката за која што протестираа средношколците, ако се воведува како трет задолжителен предмет. Кој е вашиот коментар за тоа? Има ли диалог? Може ли да се воспостави диалог со министерот? Ќе ја повлече затоа што тоа децата го бараат, учениците, нашите ученици, секако мора да се повлече тоа. Инаетот не води кон ништо. Ова во моментов само инает на министерството, но кога ќе се седне да се преговара со цврсти аргументи ќе им се докаже дека не е тоа потребно во овај момент, а и понатаму. Во однос на вашите барања го сметате истото? Да, апсолутно. Значи, она што беше договор помеѓу СОНК и Министерството за образование е премногу лош договор за наставниците, така да само еден сегмент од тоа е договорено, укинати се паричните казни, што на наставниците не им значи ништо, но наставниците им значи повеќе развој на својата кариера и квалитетот во образованието, отколку некоја си казна од 10 до 15%. Што понатаму? Ние ги доставивме нашите барања, очекуваме да не повикаат, да седниме да разговараме, имаме направено обсежна анализа за сите барања кои ги доставивме во Министерството. Примерите од соседните земји, примерите од Запад, примерите од Америка и така натаму за квалитетно образование, така да ќе настојуваме тие барања наши да бидат секако усвоени.